Гостин во денешното издание на студио на Нова е Владо Бучковски. Решите ли дефинитивно да го смените дресот? Да, дефинитивно јас настапувам во нов дрес. Тоа е Алијанса за позитивна Македонија. После сите оние турбуленции кои беа со моето дисидентство околу СДСМ, по исклучувањето, помина веќе една година, бев исклучен на Централен одбор и онаа, се сеќавате, пресконференција каде што се зема за право тогашниот председател Црвенковски да говори дека е завршена работата, дека готово решиле заради мир во куќата да ги замолчат сите неистомисленици. Пресметките внатре во СДСМ доведа до тоа да размислам како понатаму и по серија на консултации кои траја подолго време. Минчо Јорданов, јас и Љупчо Зиков решивме да почнеме. Што беше пресудно, дека вие долго време дававте простор, чекавте во СДС да се случи нешто. Уште лани есента најавивте дека очекувате на Конгресот дека ќе дојде до промена и дека ќе се случат реформите кои ги очекувате, и кога се случи нешто, вие се повлекувате. Па јас контраверзно. Ја мислам дека докрај честно и она што требаше да го одработам, го одработив и во поглед на мојата отворена поддршка Заев да дојде на чело на СДСМ. Не сакам никому да бидам товар. Не сакам да почне. Човек кој е близок и вие сепак решив дека на овој начин може многу повеќе да направам да се променат работите во Република Македонија на подобро. Мислам дека Што беше пресудно во таа проценка? Кои беа критериумите по кои одлучувавте? Најпрви мислам Напуштивте сепак една голема партија. Со раководство кое ви има, со кој имате некаква релација која може да биде продуктивна. Не беше тајна дека од моментот на моето исклучување па се до промената на челото на СДСМ, јас и во своите редовни колумни во Дневник заговарав да дојде на чело на партијата Заев. Но како дојде, моја лична проценка беше дека сепак останува таму многу луѓе кои директно беа дел од оние кои плюкајќи мене се додворува на тогашното раководство. А за жал се уште остана околу Заев. И знаете што јас кога правам нешто, правам искрено и без калкулации. Не сакав кога ќе заминам на Бихачка да чувствувам мачнина во стомакот кој ќе видам тие ликови. И решив дека својот капацитет кој го имам треба да го искористам во една сосема нова екипа, со сосема една друга визија, подготвен да дадам се од себе, да го срушиме тој свет на поделби кој, за жал, многу придонесе и она што се правеше во периодот додека беше внатре партиската битка во СДСМ, тоа е приказнато околу демократизацијата. Јас тврдам дека на ова ниво на кое се наоѓа денес Македонија во практицирањето на демократијата, најголема вина имаат двете најголеми политички партии кои дадоа белег на плурализмот во Македонија. Вие сте дел од тој простор бидејќи работевте во за жал истакната позиција. Јас за жал од 2006 од октомври заговарав една демократизација и трансформација на СДСМ, не успеав. И кога ќе видиш дека сето тоа е бесполезно, се обидов на овој начин да покажам дека можеме да ја смириме Македонија, да наметнеме други теми. Ми пречи говорот на омразата, ми пречи тоа што ако не си со едните, тогаш сигурно си со другите. И тоа беа дел од големите грешки кои ги правеше СДСМ за времето на Црвенковски. Не верувам дека тие грешки ќе ги повтори сега Заев, затоа што мислам дека и тој сваќа и сваќаат граѓаните во Република Македонија дека конечно во Република Македонија треба да заживее плурализмот. Да. Не може да биде плурализмот бипартизмот. Какво е вашето денешно мислење за она што е СДС денеска со Заев и Чекиринска? Јас јавно дадов ветување и ќе останам доследен на тоа. Нема да коментирам што се случува во СДСМ, тоа е негова внатрешна работа. Коментирав додека бев член и додека не дојде до промена на раководството. Во овој момент мислам дека тоа е најдобро и за мене и за СДСМ. Како конкурент на не гледам јас пазар, вие сте сепак конкурент сега. Не гледам јас добра причина. Предпоставувам дека голем дел од гласовите кои ќе ги вие таргетирате се гласови на СДС. Значи, потенцијални Борјан, мојата филозофија и таа ќе ја промовирам и како еден од носечките лица на Алијансата за позитивна Македонија.
Нема потреба Алијансата за позитивна Македонија да се конфронтира со опозицијата. Уште повеќе што сметам дека зголемувајќи конкуренцијата, нудејќи проекти, ние можеме посредно да влијаеме и на дел од нивните настапи да бидат поинакви. И сега го гледав минатата недела, беше гостин кај вас Митре Велјановски. Погледнете говорот на Митре Велјановски и она што го правеве во изминатите 3 месеци ние, ќе ги видите неговите главни поенти дека се искажани од Зиков и од мене. Но тоа нас не ни пречи. Напротив, и рековме дека нема да бараме авторски права, мора во Македонија да се врати силната политичка дебата и мислам дека тука можеме да дадеме свој принос. Нема да градите позиција вие како многу од партиите кои се обидоа да се позиционираат на центар во стилот црно, ни овие не чинат, ние сме најдобри. Нема да ги повториме грешките на ЛДП, кој имаше исклучително Низмија, добра Нибале. шанса, имаше исклучително добра шанса да покаже дека во Македонија се уште е жив политичкиот центар, има ступидна кампања која ги доведе до тоа да не освоат ниту еден пратеник. Нема да бидете на митинг во позиција да речете овој заев вака така да го критикувате Не, што тоа, било прилично. не, тоа нема да го правиме, посебно јас тоа нема да го правам, не гледам добра причина на тој начин да ги освојуваме симпатиите на гласачите. Што мислите за актуелните политики на оваа власт? Сметаме дека во Македонија мора и може да биде подобро. Ние ќе настапуваме со сериозни Подобро анализи. сигурно може биде, дали е лошо или е добро? Јас сметам дека Република Македонија Ќе заслужува поедноставам подобра намерно власт. вака, Македонија заслужува подобра власт. И ние сакаме да бидеме дел од идната власт. При тоа се позиционираме себе си како сигурни учесници во идната власт. Дали од нас ќе зависи промената на власта или ќе бидеме дел од некоја идна власт која ќе ја предводи повторно ВМРО ДПМН, ќе зависи пред се од успехот кој или неуспехот кој ќе доживееме на идните парламентарни избори, кои предпоставувам дека ќе бидат вонредни. Ние сметаме дека Можете да коалицирате со Груевски, не ја исклучувате. не исклучувам затоа што во крајен случај ако од нас зависи промената на власта, јас тврдам дека моето мислење ќе биде веројатно блиско до преовладувачкото мислење во Алијансата за позитивна Македонија, дека треба да седнеме после изборите да разговараме и со СДСМ, ако СДСМ остои доволно број пратеници да биде сериозна алтернатива на владеачката коалиција. Јас не можам тоа да го претпоставам. Хипотетички во актуелните околности, на кој начин би коалицирале со оваа власт? И на основа на што? Врз основа само на нашата програма. Значи ние не сме не сакам никого да навредувам и нема да спомнам дел од партиите кои се во коалиција со Груевски. Имено, нашата цел не е да имаме еден министер или еден заменик министер и тројца директори на јавни претпријатија. Ние ќе излеземе со сериозна економска програма и со сериозна политичка програма. Во делот на економијата и во делот на политиките. Ако освоиме доволен број на гласови, ќе бараме, ќе инсистираме да се воспостави нова практика во Република Македонија да се потпишуваат коалициски договори и да паѓаат некои владени коалиции врз основа на исполнување на договорот. Ние, директно ме прашавте, сметаме дека во економскиот дел ќе бидеме атрактивни со проектот 100.000 нови работни места во реалниот сектор. Но од друга страна, ќе бидеме веројатно и непријатни за власта која ќе ги отвориме темите што сметаме дека мора да се отворат. А тоа е во делот на владењето на правата и заштитата на основните човекови слободи и права. Ние сме граѓанска опција каде што во центарот на нашето внимание ќе бидат правата на граѓаните. Државата мора да биде гарант за почитување на правата на граѓаните, а не да биде во улога да ги крши основните човекови слободи и Владо Бучковски права. како поранешен председател на опозицијска партија, премиер, беше еден од клучните, да би рекол, фигури во тоа креирање на некакво критичко мислење во Македонија, особено на теми кои засегаат некои фундаментални постулати какви што се човековите права. Борјан, јас останав истиот. И сега ми пречи пречи факт дека Владо Бучковски многу малце го има, барем не на начин на кој сме им биле навикнати да го слушаме Владо Бучковски да зборува во одбрана на тие фундаментални вредности. Знаеш што сватив јас, Борјане? За многумина, може би си ти дел од тие новинари. Смета дека во периодот од 2006 до 2011 веројатно бев најдобриот или еден од најдобрите пратеници во парламентот. Имајќи во предвид дека се фокусирав на еден сегмент од нашето секојдневно живење кој се покажува дека е рак рана на нашето општество. Тоа е правосудството, владењето на правото, функционирањето на правната држава. Му дишевте обратна манест. Очигледно тоа
тоа во СДСМ не беше доволно за да и понатаму бидаме еден од На страна ЕЦСМ сега. Не, го тргам сега, да. сега. Да. Значи, Во на вашите промоцијата... колумни постклони сте да го критикувате Бранко, за Бранко е веќе стварно, како ви кажам, многу ретро е Тоа како тема. значи не сте ги читали моите колумни, јас Бранко Црвенковски не го споменувам веќе од јуни оваа година. СДС ви е поголема преокупација отколку што да речеме проблемот со нашиот колега Кежановски, иако имавте изјава за тоа, која признавам, да, рековте дека тоа не е окей, што се случува. Не само што не е окей, отидов и чекор понатаму, имав интервју на една од телевизиите на 24 вести, каде што го кажав својот став и како истакнат правник. Сметам дека тоа е срам за македонското судство. Но да се вратиме за ова што ме прашувате. На основачкото собрание беа поделени темите на кои ќе говориме и така ќе настапуваме како фронтмени. Една е пораката од Јорданов дека во Република Македонија мора да биде подобро и може да биде подобро. Ние ќе направиме се тоа што е добро да биде подобро, тоа што е лошо да биде помалку лошо. Зиков ќе ја промовира и ќе биде најекспониран во делот на водењето на ова, но пред се тој економист и ќе говори за економијата. Јас ја земав улогата да говорам за функционирањето на правната држава и за тоа што мора да го ставиме во контекст на реформите кои ги правевме и во времето дека бев јас премиер. Значи имаме ние едно исклучително лошо искуство. Ке можете ли, господине Бучковски, со оглед на тоа што да се позиционирате така принципиелно би рекол на политичката сцена, со оглед на тоа што главниот финансиер на партијата е во бизниси, во градежниот бизнис со Скопје 2014, каде што, барем такви се шпекулациите, државата му должи многу пари. Човекот едноставно зависи од таа држава, од таа власт, односно. И малку непријатно ќе биде да Не, напротив, мислам отворено се дека конфронтира со власта. Мислам дека тоа не е наш хендикеп. Нашата цел не е по секоја цена да се конфронтираме со власта. Знаете, толку милиони и милиони евра е сепак хендикеп. Значи, мојата проценка, директно, вие се говорите за еден друг сегмент, гледам во делот на негативната кампања, некој друг се исклучително е битен. Тоа нема да се одрази или да ја отапи острицата на нападот на Алијансата за позитивна Македонија. Сега вие ме префрливте на темата на економијата, како функционира државата, колку е внатрешната задолженост. Ние правиме сериозна анализа, каде што ќе покажеме дека поголем проблем на Република Македонија е внатрешната задолженост, која веројатно достигнува некои фантастични бројки од можеби 3 до 3,5 милиарди евра, помал проблем е надворешната задолженост. Значи, ние нема да бегаме од тие теми, но ќе понудиме решение. Не е улогата на Алијансата за позитивна Македонија само да ги констатира лошите состојби. Ќе понудиме решенија. Во делот. Не зборам колку сте имуни, господине Бучковски, како времето партија. Еве иде март април кога Груевски треба чека Минчо Јорданов да одговори со ставање на филтер на железара кој ќе го чини исто така неколку милиони евра. Значи, што Минчо Јорданов треба да се снајде во таа ситуација. Или треба Груевски да му прости да рече, добро, она во холидин се шегував. Значи, ние сме свесни за сите наши предности и мани. Ако тоа смета дека е мана на Алијансата. Напротив, јас сметам дека и тоа е чувството, затоа што ние интензивно последните 3 месеци работиме во промовирање на оваа идеја. Минчо Јорданов е синоним за успешен бизнисмен, кој не учествувал во приватизацијата, туку напротив преку значи не го спориме сега тоа. Проблемот е што човекот треба да се фати за джеб, а од исто време треба да се фати за партијата и во исто време да исплати обврска кон државата. А при тоа државата му е се уште должна од другите бизниси. Не му е лесно. Јас немам намера да го нападам, но не му е лесно и мене ме интересира како тој би се позиционирал со еден политички субјект во такви околности. Значи Ивановски, ние ќе отвориме за сите наши предности и мани. Значи нема да бегаме и од проблемите кои го мачат Јорданов, кои ги мачат и другите бизнисмени, проблемите кои ги мачат нашите граѓани визави правосудството и мојата мака што си имам со вакво партизирано судство, нема да бегаме од било какви проблеми каде што и ние директно сме инволвирани. Прво, затоа што е актуелна темата. Да, на 1 април најави министерот за екологија дека ќе го затворил Макстел. Ние не бегаме од тоа дека е закана која може да има сериозен удар на Алијансата за позитивна Македонија. Јасно ви дека таму не станува збор за екологија. Значи, прво, гледајќи ги компаративните искуства на најмалку 3 држави кои сега влегува во Европската унија, на Бугарија, Романија и Хрватска.
проблемот со екологијата никој пат не бил проблем на собствениците на приватни Се компании. решавало Тоа е во процесот на пристапување во Европската унија. Преструктурирањето, Затоа ве значи, прашувам, затоа што на целата јавност е јасно дека не станува на револуционерно будење на свеста еколошка кај Груевски, па бара да се подобри квалитетот на воздухот. Туку пораката е политичка упатена до еден нов политички субјект. Значи, пресметан е таму сте ризикот, вие. значи пресметан е ризикот. И ние подготвени сме да решавајќи ги овие и лични проблеми, да останеме доволно витални да се бориме за оваа идеја која е атрактивна. Нашата понуда, еве сега ме праша за состојбите во државата. Нашата понуда и во делот на владењето на правото, и во делот на економската програма, и во делот на другите сегменти од секојдневното наше живење, тврдам дека ќе биде исклучително атрактивен и ќе отвори дебата. Дали ќе успееме, како што ние проценуваме за својме... Не сомневам во инвентивноста ваша. Но Зборувам за тешките околности, вие меѓу другото ќе треба да кажете мислење на Скопје 2014. Непријатно, вие сигурен сум дека сте критичен во однос на тоа. Од друга страна, Минчо Јорданов го гради. Па добро, ќе го гради, ние ќе имаме свој став кој... И Зиков вие ќе имате еден, Зиков ќе има друг и така ќе пливате, се разбира, но тоа е најлесната тема веројатно. Не, Јовановски, не. Ќе има и други тешки теми каде што ние ќе покажеме меѓу себе тројца сме оснивачите, но можеме за некои од прашањата да имаме различни погледи, но тоа нема да ги загрози правците во кои ќе се движи Алијансата за позитивна Македонија. Така што јас тоа го сметам за наша предност, а не за хендикеп. Имајќи во предвид дека главниот проблем во Република Македонија што не научивме да респектираме поинакво мислење. И ние тука ќе даваме сериозна добра причина и новај начин на кој вие го водите ова интервју со мене да покажеме дали можеме тоа да го направиме. Јас би бил пресреќен ако успееме, а верувам дека ќе успееме, да наметнеме на серијата трибини кои ќе ги правиме од 15 декември натаму, наметнеме теми кои кога ги наметнувавте вие, новинарите ви беа лепени вакви или онакви етикети. Ќе се обидеме ние и сега, можеби да доживееме судбината на дел од вас кои ќе бидат етикетирани дека се поблиску до власт или опозицијата, но ние ќе треба да се навикнеме на тоа, имајќи во предвид дека и вие во вашите прашања веќе се обидувате да не занесете повеќе на десно или да никако Само отварам дилеми кои се... Тие дилеми се присутни во јавноста. Ако е до тоа сега да префрлам на друга тема, сакам јавно да ви честитам. Отворивте на промоцијата на Алијансата една мощна чувствителна тема во Македонија која практично е некое неформално табу во Македонија. Тоа се бугарите во Македонија. Вие пруживте рака кон тие луѓе. Што се случува со тие луѓе во Македонија? И зошто мислите дека вие сте првиот што една таква тема отвара, па дури сме на дележе после 23 години демократија, јас да ви честитам што една таква тема отварате. Иако таква тема би требало во едно демократско општество да биде постојано присутна. Има ли луѓе, како се чувствуваат тие луѓе, дали се дискриминирани, не се, може да се разговара за тоа? Најпрви благодарам за честитките. Јас сакам да бидам доследен на она што го правам на македонската политичка сцена во последните 15 години. Значи, многу пати свесно го преземав ризикот да промовирам дел од идеите, да бидам пионер во некои идеи кога другите не сакаат да ги кажат. Ако се сеќавате, вие добро се сеќавате, во 2004 кога на крајот на декември во една отворена емисија споменав дека Македонија треба да се подготвува за новата реалност, а тоа е дека ќе имаме нов сосед. Тогашниот претседател на државата излезе со став дека баш сака да го види кој тој маж што ќе признае независноста на Косово. Во 2006-та, кога на крајот од својот мандат искористив една средба со мојот пријател, не само што беше бугарски премиер Станишев, да проговорам за една од табу темите која намазат ја говореа сите. Уште за времето на Киро Глигоров, па покојниот Борис Трајковски, вклучително најчесто се среќаваше со Прванов и Бранко Црвенковски, сите говореа на темата како да ги подобриме меѓусебните релации и како да најдеме неколку датуми од историјата кои да поврзуваат и неколку личности. Ова беше да отвара прашањето, тоа е за релациите Бугарија и Македонија. Го отварате прашањето за бугарите во Македонија. Јас мислам дека тоа е има многу според вас луѓе кои ја мислам дека тоа е една од табу темите. Ги има многу што аплицираат
да имаат Бугарски бугарски пасош, пасоши, добро. тие веројатно Зборувам за оние луѓе кои се чувствуваат како бугари. Јас знам неколкумина мои пријатели кои се чувствуваат за бугари и се чувствуваат дискриминирани. Еден од нив е во нашиот главен одбор. Јас го споменав со име и презиме. Тој е дел од нашиот главен одбор, кој сметам дека е голем македонец, но тврди дека има бугарски корени и сака да се декларира како бугарин. И јас мислам дека доликува на Алијансата за позитивна Македонија, која ќе се бори за граѓанското општество, за правата на граѓаните кои се загрозени од државата или од преовладувачкото мислење. Значи, на моменти дури е чудно како се прават некои неформални коалиции меѓу власт и опозицијата и се затварат некои прашања. Прашањето за правата на бугарите во Македонија Зошто е едно Антонио од тие Милошевски прашања. според вас веќе таа тема не ја отвара? Па мислам дека тоа не му би му нанело штета визави позициите кои денес ги има во ВМРО по мене. Јас сметам дека ако се следи неговиот развоен пат, мнозинството членови на првото ВМРО по мене не ги крија своите бугарски корени, но ова е едно ново трансформирано ВМРО по мене кој бега од таа тема. Јас свесно сакам да ја вратиме таа тема затоа што се плашам врз основа на редовните контакти кои ги одржувам со сегашните поранешните политичари во Бугарија, дека тие реално може да бидат закана за Република Македонија и Бугарија да биде новата Грција. Зошто да си правиме таков луксус, да се доведеме во позиција Бугарија во некоја идна фаза да го попречи патот на Македонија кон Европската унија, кога можеме елегантно да ги затвориме тие прашања. Мислам дека ќе бидат тогаш и посилни нашите позиции да го отвориме прашањето и за македонското малцинство во Бугарија. Сега да ве вратам во овој контекст на првичната, на она за што почнавме да разговараме. Како прагматичен политичар, кој се покажал како таков, особено кога бевте премиер, во делот на градењето на добрососедството, европските интеграции, како ќе успеете вие, во можна коалиција со Груевски, да се договорите околу овие прашања? Вие сте на сосема на диаметрално спротивни страни. Значи, ако не се договориме, нам власта не ни е цел по секоја цена. Вие сте тоа е за нашиот, компромис со Грција, вие сте за подобрување на односите со ние Јовановски ќе се разликуваме со Косово, Албанија, со Бугарија. Како ќе мртнете вие од оваа нулта? Тогаш нека си бара Груевски или Заев друг коалиционен партнер. Значи, ние не бегаме од тоа. Ние се бориме за гласовите на граѓаните на Република Македонија кои гледаме дека за овие теми се расположени да се дебатира. Зошто да има табу теми во Република Македонија? Зошто си ставаме трн во здрава нога кога е отворена поканата од Бугарија да се... Дали овие автентично ваши теми? Да. Ќе ви бидат битни на преговарачката маса за формирање на влада? Битни. Значи, ние ќе се разликуваме. Прво ви реков дека утре, јас сум убеден дека ние ќе освоиме доволен број пратеници, да имаме пратеничка група и нешто повеќе. Сами. Затоа што искуството мое, затоа што учествува во две големи победи. Ќе му речете на Груевски, што правиме со луѓето кои се чувствуваат бугари, дали се дискриминирани? Дај да го прашаме ако не вашиот соработник Милошовски. Тоа можеме да му го кажеме и на Заев, јас не преюдицирам кој ќе победи на следните избори, но ако сака ние да бидеме коалиционен партнер, хипотетички зборувам, хипотетички дошле во ситуација да разговарате, дали овие автентични ваши теми кои ги отварате и по кои се препознавате на политичката сцена, дали ќе ги држите до нив? Да, ние ќе инсистираме да се постигне договори за овие прашања, затоа што тоа е од интерес на Република Македонија. Не е тоа интерес на Алијансата за позитивна Македонија или интерес на Бучковски, Јорданов или Зиков. Реално Македонија мора да го врати имиџот дека како мала држава во еден период мора да свати дека малите држави бараат моќни сојузници, да продолжи партнерството со Соединетите Американски држави, да градиме специјални односи, да бараме посебен статус да имаме и да се наметнеме во германската надворешна политика. И трето, не можеме да бегаме од тоа дека од нашите сојузници најмоќен во регионот, потенцијални сојузници е Бугарија. Бугарија е членка на НАТО и Европска унија. Бугарија прва не призна, немаше никаков проблем со нашето уставно име. За 2001 да не заборавиме кога Македонија беше на работна граѓанска војна, максимална беше поддршката на Бугарија. 99-та покажа тогашната влада на Љупчо Ѓорѓиевски и на Стојанов дека из отворените прашања може да се најде компромис. Тој модел можеме да го користиме и како позитивно искуство решавајќи го проблемот со Грција. Така што ако успееме да ги наметнеме во јавноста овие како наши позиции, мислам дека ќе бидеме утре и тврд орев после изборите. Ние нема туку така да влеземе во идната власт. За крај, господине Бучковски, дали ова ваша принципиелност и ова автентичност во овие идеи за кои се залагате, дали не ви стои на како хипотека и на
и товар не ви представува ситуацијата со судскиот процес во која се наоѓате, но и онаа афера за Телеком која некако се разврзува на начин кој можеби ќе дојде до вас. Значи прво, со судскиот процес веќе ја живеам 7 години. Врз основа на пресудата на апелацијскиот суд и насоките кои ги даде, јас очекувам во повторената постапка, во жалбената постапка, овде повторно да бидеме во позиција да добиеме ослободителна пресуда. Аферата Телеком, јас да можам сега да бидам во парламентот, јас лично би отворил, затоа што тврдам, затоа што знам што сме правеле, ние го срушивме монополот, односно дуополот. Ние на првата седница на владата, го пуштивме во процедура законот за електронски комуникации. Аферата која отворена во судот во Њујорк се работи за време кога вие сте премиер. Да, но во период кога веќе либерализацијата е започната и кога ние говориме за отворен Имате ли пазар. предпоставка кој тоа се Јас сум убеден дека во тој момент. оќарил од... Значи, јас сум убеден дека во тој момент не можеше поединец да ја заврши работата имајќи во предвид дека во парламентот се носеше законот. Ако се погледне кој како дебатирал во парламентот, ќе видите дека тоа е невозможна мисија. Дали некој па овде го користел тоа како повод да нарача дополнителни авторски хонорари или под наводници нешто што би било искористено некој да направи вака или онака, е тема која ќе се разврзува веројатно и додека трае овај судски процес. И во процесот во Њујорк, нема да се скријат работите, таму нема политички притисок. Таа според мене е невозможна мисија, затоа што во тој момент за да се стабилизира позицијата на еден од играчите на пазарот, прво да не забораваме, до ден денеска, ние имаме сериозен проблем што државата е акционер во T-Mobile. Значи, ние имавме стратегија, тоа беше на владата, и почнавме, продававме 10% од T-Mobile. Ако сакаме да биде либерализиран пазарот во телекомуникациите, државата треба да се ослободи од својот удел во T-Mobile. Значи, не можеш да бидеш фер на пазарот и да не се грижиш дека на крајот од годината чекаш дивиденда од еден од оние кои се оператори на пазарот на телекомуникации. Со Грција имаме лоши односи, но ме интересира само за крај, како коментирате прилично конформното позиционирање на бизнисменот Кондоминас во сите влади на нас? Од почетокот на 2000-тата, еве го и сега го гради на плоштадот хотел. Значи, проблемот во македонско-грчките односи не настана заради бизнис релациите на Кондоминас или другите. Моментот кога настанаа проблемите во релациите меѓу Македонија и Грција околу прашањето за името, веќе беа и сигнал за потенцијалните грчки инвеститори да ја заобиколат Македонија. Вие тоа го гледате. Значи во периодот, ако речеме на владата на Љупчо Ѓорѓиевски, Кондоминас кој не заобиколува. Па добро, ние сега оваа инвестиција, континуитет на неговите незавршени инвестиции кои тој ги навестуваше уште во времето на владата на Љупчо Ѓорѓиевски. Веројатно се сеќавате дека онај спорен плац на Меркатор кој не почна да се гради, требаше да биде изграден Интерамерикан пред било кој да спомене дека во Република Македонија ќе се градат такви големи трговски центри како што е Сити Мол. Ви благодарам за разговорот. Благодарам за поканата.